Се разбери, јас се воздржав од било каква реакција, ама да знаат пациентите што све ми поминува низ глава. Веројатно ниту еден не би се вратил кај мене никогаш. Веќе полого време сум влюбена во друг човек. Многу интересно што досега никогаш не си ми го спомнала тоа. Да? Јас пак мислев цело време тоа ти спомнувам. Немој да ми кажеш дека ништо не си приметил до сега. Изгледаш некако ко да си затекнат. Затекнат од што? Не очекував ваква реакција. Те молам, еднаш пробај да не лажеш, те молам. Престани да ме викаш лажга. Како да не те викам која лажга си, бре? Доста, Лажга, престани, абе, лажга си. Ти одам. Престани да лажеш и нема да ти кажам лажга. Престани да ме викаш лажга. Мислиш дека јас сум како тебе, дека за се ми треба дозвола? Ако сакам да тренирам, ќе тренирам. Ако сакам да се убијам, ќе се убијам. Ако сакам да се дупам во болница со дами, и тоа ќе го направам. Ама... За Ина, дете. Девојче. Јас спокојно. А ти се затрскуваш во тоа лудо курвиче. Доека жена ти спие со други зад твојот грб, а татко му скапува во дом за старци во Зелениково. Еј, каков Господ е. Ќе се борам со тебе и нема да те оставам да направиш ништо поради кој би можел да се каеш до крајот на животот. Ако ти треба безбедност, тука ќе ја најдеш. Не знам, може би не е до нив, може би е до мене. Може да поминувам низ некоја средовечна криза.